Поштувани, пратејќи ги принципите на моето досегашно работење, мислам дека и оваа година е потребно да го презентирам отчетот, со кој отчет можам да кажам сето тоа што е сработено за доброто на нашите граѓани во општина Берово. Во изминатиот период во општина Берово се реализираа над 150 инфраструктурни проекти од комуналната сфера, како и над 70 проекти од културните настани. Изградени се 5 локални патишта во должина од 9,5 км во вредност од околу 34 милиони денари и 26 улици со должина од 11,5 км, вредност од 146 милиони денари. Позначајни објекти од овие се изградбата на кружната раскрсница на влезот на градот Берово, изградбата на влезната улица во село Митрашинци, изградбата на повеќе улици во селските населби Владимирово и Русиново, тоест изградбата на улиците кои се сообраќајна артерија во градот Берово, тоа се улиците Страшо, Пинџур и се разбира сите други улици кои беа внесени во мојата програма. Можам да се пофалам и да кажам дека што се однесува до реализирањето на програмата во областа на изградба на сообраќајна инфраструктура, таа е реализирана негде околу 95%. Што се однесува пак до изработката, тоест изградбата на инфраструктура од комуналната сфера, тоест од водоводи и канализација, општина Берово има изградено нови водоводни линии од 5,5 км со вредност од 14 милиона и 300 илјади денари и нови канализационни мрежи од 22,5 км, вредност од 3 милиона 910 илјади евра и атмосферска канализација во градот Берово од 8.555 метри. Тоа зборува дека надлежностите кои ги имаме како локална самоуправа од сферата на одржување на сообраќајот и изградба на сообраќајници во општината и изградба на водоводи и канализации се реализирани негде околу 95%. Но како надлежност не смееме да ја заборавиме и обврската према културата и спортот, така да редовно, веќе 10-та година, со се поголем и поголем интензитет се организира и се одржува етноплоштад фестивалот, се разбира со други пропратни настани во текот на годината, како што се великденските празници, подржувањето на ратевски денови, подржувањето на бамбурци, подржувањето на владимирски и линденски денови и сите други културни настани. Од спортот можам да се пофалам дека успешно го обновивме и го ставивме во живот, тоест во надпреварување општинскиот фудбалски клуб Малеш, кој сега се надпреварува веќе трета година во третата фудбалска лига Исток и ценам дека резултатите од година во година се подобри со тоа што ги кооптиравме младите деца, а при тоа да не заборавиме дека изградивме 2 повеќе наменски игралишта, кои едното е во село Смојмирово, а едното е во спортскиот центар Стара гимназија, каде секоја вечер до касните часови младите го поминуваат нивното слободно време со активно играње на фудбал, кошарка, ракомет. При тоа користејќи и фитнес зоната која е направена оваа година за нивно спортување и телесно одржување. Не можеме а да не кажеме дека и образованието кое е во наша надлежност е занемарено, зашто сите објекти кои се во надлежност и собственост на локалната самоуправа на општина Берово се реконструирани, се обновени, се вградени централно парно грејење каде што тоа го немаше, како например во школото во Русиново,
Ја променивме кровната конструкција на средното училиште Ацо Русковски во Берово, направивме целосна реконструкција во основното училиште Дедо Малишевски, со тоа што ги реконструиравме и соблекувалните во спортската сала. И ценам дека сето тоа што го направивме само заради тоа што вие тоа го побаравте и тоа беше ваша потреба. Ние работиме за подобро. Работиме за народот, работиме работи кои носат подобро на народ.